Благодарение на помошта од сограѓаните во Оризари и бизнисмени, семејството Трендафилови подсреди дел од куќата во која живеат и има возможни колку толку нормални услови на двете деца. Но тагата за загинувањето на двегодишниот Андреј, кој на 27 декември 2015 година загина под урнатините на старата руинирана куќа, се уште не намалува. На сите што досега им помогнале, Трендафилови искажуваат голема благодарност. Од луѓето имавме многу голема помош, фала им на добригната што ја добивме. Полека куќата полека ја треба да средиме. Меѓутоа, според нив изостана помош од општината која им била ветена за да доградат уште една-две соби за да не се теснат со децата во единствената која не им обезбедува нормални услови. Велат дека постојано бараат да им се помогне, но веќе неколку месеци никој не им излегува во пресред. Гранчалникот се третнавме еднаш со него, рече ќе помогне. Му се јавивме еднаш, рече ќе нема проблем, ќе направиме и од тогаш нема ништо. Од општината пак состав дека уште во прв момент се направени активности за помош на ова семејство, обезбедени се пакети и се собрани средства за доградба, меѓутоа проблемот е во постапката за уривање на околните куќи, бидејќи едни сопственици се согласни, а други не. А да се создадат услови за реновирање на старата или доградба на куќата на Трендафилови, потребно е да се обезбеди просторот околу неа. Решението да се урнат куќите чии собственици се согласни, а да останат тие што не дозволуваат, иако деловно сепак може да задоволи, но и за тоа мора да се спроведе до крај започнатата постапка. Како и да е, есента и зимата наближуваат, а Трендафилови поселја ќе морат да живеат во оскудните услови во какви што се случи трагедијата минатиот декември.